бивш премиер, изјава во која тој сиротиот се пожали дека никој не му рекол Пала Никола. Јас денес не му речам Пала. Пала зашто не собра сите. Палену што ми ве подари вам. Тој никогаш нема да ти го заборава, Николај. Ама нема да ти заборавам и други работи. Нема да ти ги заборавам медиумите. Нема да ти ја заборавам А1 телевизија. Нема да ти ги заборавам сите украдени медиуми. Нема да ти ја заборавам Тамара. Нема да ти го заборавам Мартин, Николај. Нема да заборавам како ги малтретираше студентите и средношколците. Нема да ги заборавам соборците кои ги изгубивме попат. За сите ќе ни платиш, Николај. Има една разлика меѓу нас и тебе. Додека ти се бориш да си ја спасиш собствената кожа и евентуално кожата на баткот и Саше, ние се бориме за правда и слобода за сите. Додека ти и фикусот го браните ајварот, ние ја браниме демократијата, Николај. Слободно да се играте со ајварот. За другите работи ние ќе се погрижиме. Направите во собствената држава на протести против вас да треба да се криеме од чапките на Чапков. Протести на кои ние треба да се криеме, а вие кои ни ја крадете државата 10 години и ја уништувате, треба да читате слободно и уште да ви кажеме Пала на крај. И тоа нема да ти го простиме, Николај. А сега до фикусот. Ке му патам само 2 барања, зашто он брзо заборава, па ќе треба секој ден на едно по едно да го подсетуваме. Баравме целосно повлекување на аболицијата, фикусен. И бараме твоја оставка. Оставка! 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 Утрешното судење на нашите соборци. Да ве подсетиме дека тие треба да бидат на слобода, а гадовите што ги браните во затвор. Како и секој моје обраќање до Николај до сега, така и ова ќе го завршам со една строфа која ја напишала Југослав Петровски. Делот од О пресветел Николај, огледало ти носам сега, оти од ликот твој и одразот бега. И го користам мојот дар да кажам нешто за голиот цар. И овде, пред овој народ збран, јас ти викам, но пасаран!